ВМРО-вците се во право кога протестираат со коли за да биде помасовно, како што напишаа и во една своја интерна комуникација, бидејќи се работи за луксузни, супер луксузни аутца, спортски аутца, кои не го загадуваат воздухот, за разлика од една ситна автомобилска боранија со која се вози обичната раја. Не е точно ни дека оваа партија исцицала неколку, велат некои, повеќе од 6 милиарди евра од земјата. Дека тоа не е целосно точно, сведочат раскошните имоти, згради, куќи, хациенди и други недвижнини расеани низ целата земја на најдобри локации, како што бараше и поранешниот премиер, да се испарцелизираат, например, водно и други луксузни локации. Значи, не се сите пари во странство, да се договориме. Тоа само злобните јазици го велат. Голем дел од тоа богатство е во родината. Украдено богатство, од изборни кражби до грабеж на народот и дисциплинирање со суд, полиција и медиуми. Стоп! Само што слушнав еден прекорен глас од другата страна. Изгледа, ќе мора да ги слушнеме. Што велат да видиме? Срам да ви е, господин Дерала, ја менувате темата. Важно е дека ние не загадуваме и постигнуваме масовност. Што зборувате сега, ја менувате темата, зборувате за крадење, грабеж на народот, изборни кражби, луксузни хациенди или не знам што таму. Важно е дека ние не загадуваме, а масовни сме. Не ја менувајте темата. И на крајот на криштата, кој цацко ви е крив кога не сакате да бидете како нас? Што не сте се снашле? Ајде се му. ВМРО-вците знаат како да постигнат масовност дури и тогаш кога ја немаат. И во сите случаи тоа е една масовност која е еколошки подобна. Така, кога пред собрание се залогорија со месеци, масовноста ја постигнуваа со клупи од паркот. Една здрава животна средина, една еколошки подобна активност. Добро се откорнаа малку клупите, имаше мали оштетувања, ама најважно е да биде тоа еколошки подобно. Понатаму, кога зборуваме за масовност, тоа и на социјалните мрежи се гледа. Со малку луѓе, со многу ботови и со пари се разбира, се постигнува присуство, доминација дури на социјалните мрежи, па и во медиумите. Затоа што тоа, иако се малку на број, сепак мегафоните се силни и се разбира да не ја заборавиме масовноста што се постигнува со автомобилите, кога се протестира против струјата, загадувањето, сиромаштијата и така натаму. Сето тоа се еколошки незагадувачки технологии. И со тоа се покажува ВМРО-вската грижа за белите дробови на нацијата. Во исчекување на белиот чад од Софија, кој ќе биде знак дека се топи мразот околу хегемонистичкото срце на българските каракачановци, убаво е да се сетиме и на българските самочувствија на сега најгласните патриоти во собранието на политичката сцена. Милошовски, например. Живо се сеќаваме на сите негови топли братски преградки со разни каракачановци и со сумнителни ликови кои ги гледавме и на Фейсбук како салутираат со фашистички поздрави и други активности, спортски и неспортски, на линијата Софија-Скопје и обратно. Некогаш и сега. Коронавирусот не е пречка да се бараат предвремени парламентарни избори само 3 месеци откако се одржаа едни успешни парламентарни избори во земјава, а се разбира не е пречка сето тоа ни да се каже дека нема услови за одржување локални избори во Штип и во Пласница за доброто на народот, за доброто на јавното здравје, а се разбира најмногу за доброто на раководството на најголемата опозицијска партија. Да не заборавиме, исто така, многу е логично, како и претходниот став, и овој, да се формира
влада за национален секс, се извинувам, влада за национален спас. Тоа се разбира би било за период во кој најголемата опозицијска партија ќе треба да се присобере од тие стотици парченца на кои се распаѓа, па да му се помогне и на сегашното раководство да влезе во една техничка влада, односно национална влада за национален спас, во која ќе има гениалци, поштени гениалци, како што се Наќе, како што е Рашела и други гениалци и демократи и се разбира антинационалисти и патриоти.